Па СДСМ кога зборува за реформи во судството, мисли на партизација на судството. Тие никогаш не направиле некакви реални реформи кои што ќе го подобрат работењето на судството. Они кои што се повозрасни добро паметат што се случило во време на СДСМ со судството. Тоа е постојано партизација и контрола на судството од страна на извршната власт, односно од страна на владата и владеачката партија. Тие реформа на судството го нарекуваа и во 1996 година, кога 600 судија во еден ден ги назначија во парламентот со партиска наредба и партиски договор. Потоа во 2002 кога повторно се вратија на власт, и тоа го нарекува реформа во судството, кога со одредени акробации го сменија составот на судскиот совет и повторно инволвира партиски кадри во судството и партиска контрола во судството. Сега повторно најавуваат некакви реформи во судството, повторно најавуваат некакви промени на судиите, односно реизбор на судиите, и повторно планираат да направат една сериозна контрола во судството и партизација на судството, од причина што овој пат пред се важно им е да се ослободат од прогоните, од гонењата на судството заради нивните незаконски дејства во минатиот период, односно на неколку нивни поединци. ВМРО ДПМН ќе стои цврсто да се спречи партизација на судството, да се спречи контрола на судството од страна на СДСМ, затоа што СДСМ има долга историја на правење обиди на контролирање на судството, на негово партизирање, на вклучување на партиски кадри и на негова целосна контрола.